Нил Гейман. Книга за гробиштата. Ножот имаше рачка од мазна црна коска и сечило пофино и поостро од брич. Ако ве пресече, нема ни да забележите дека сте исечени. Барем не во првиот момент. Ножот го направи она за што беше донесен во таа куќа, па и сечилото и дршката беа влажни. Влезната врата, од каде што ножот и човекот кој го држеше се прикрадоа, се уште беше незабележително отворен. Па низ неа прамни од ноќната магла полека влегуваа во куќата и се извиваа низ неа. Човекот наречен Џек застана на скалите. Со левата рака извади големо бело марамче од џебот на црниот капут и со него ги избриша ножот и ракавицата на десната рака, со која го држеше, а потоа го остави. Ловот, ако може да се каже така, беше завршен. Жената ја остави во креветот, мажот на подот од спалната соба, а постарото дете во собата бојаса на сину, обкружено со играчки и недовршени макети. Остана значи да се погрижи уште само за малечкиот, за бебето кое што току проводи. Уште само тоа и ќе ја исполни својата задача. Си ги протегна рацете. Човекот наречен Џек беше пред се професионалец. Или барем така си велеше себе си, така што не сакаше да си дозволи ни да се насмевне се додека работата не биде завршена. Кожата му беше темна, очите црни, а носеше ракавици од најтенка јагнешка кожа. Собата на бебето беше на мансардата најгоре во куќата. Човекот наречен Џек се качи по скалите, нечујно чекорејќи по тепиот. Потоа ширум ја отвори таванската врата. Чевлите му беа од црна кожа, светнати до таа мера што личеа на мрачни огледал. Во нив можеше да се види малиот одраз на полумесечината. Вистинската месечина ѕиркаше низ старинскиот прозорец. Светлината не беше силна, туку се разлеваше низ маглата. Но на човекот наречен Џек не му беше многу потребно. Месечевата светлина беше и повеќе од доволна. Ки му послужи. Можеше да ги разпознае контурите на детето во креветчето. Главата, рацете и нозете, телото. Колепката имаше висока ограда за да не може детето да излезе. Човекот наречен Џек се наведна над неа. Ја крена десната рака, она во која го држеше ножот, и ја насочи кон градите. А потоа ја спушти. Фигурата во колепката беше кадифено мече. Детето го немаше. Очите на човекот наречен Џек веќе се беа привикнале на придушената светлина од месечината, па немаше никаква желба да ја запали светилката. Впрочем, светлината секако не беше толку важна. Тој имаше и други способности. Човекот наречен Џек го надушка воздухот. Ги игнорираше мирисите што самиот ги внесе во просторијата, исто така и мирисите што во моментот му беа неважни, и се концентрира на мирисот на она за што беше дојден. Можеше да го намириса детето. Млечен мирис, како чоколадни бомбони и остриот тежок мирис на пелената. Намириса и шампон за бебиња, како и нешто мало и гумено, играчка, си помисли. А потоа се поправи. Не, цуцла. Да, детето било тука, но сега веќе го немаше. Човекот наречен Џек го следеше патот по кој го водеше миризбата и тргна по скалите што се протегаа среде високата тесна куќа. Ги провери бањата, кујната, собата за сушење алишта и на крајот ходникот на приземјето каде што немаше ништо друго освен семените велосипеди, куп празни торби, една фрлена пелена и залутени прамни од маглата што низ отворената врата полека навлегуваше во куќата. Тогаш човекот наречен Џек испушти благ звук. Мачна воздишка што искажуваше разочарување, но и олеснување.
го врати ножот во футролата во внатрешниот джеп на својот долг капут, а потоа излезе на улицата. Покрај месечината, таму светеа и уличните светилки, но маглата се придушуваше, и светлината и звуците, па ноќта изгледаше сенишно и опасно. Погледна надолу по ридот кон светлината на затворените продавници, а потоа низ улицата каде последните високи куќи се извиваа по удолницата кон темнината на старите гробишта. Човекот наречен Джек го помириса воздухот, а потоа без никакво брзање тргна надолу по ридот. Уште откако научи да оди, детето истовремено беше и оче и радост за мајка си и татко си, зашто никогаш порано не постоело момче толку склоно кон скитање, качување, слегување, влегување и излегување од најразновидни нешта. Таа ноќ го разбуди звукот кога нешто тресна на подот точно под неговата соба. Се разбуди и набрзо му стана досадно, па почна да бара начини да излезе од колепката. Имаше висока ограда, исто како и она околу куќето, но беше убеден дека може да ја прескокне. Му беше потребна само некаква скала. Одвлече своето големо жолто кадифено мече во аголот на колепката, а потоа, држејќи се со малите дланки за оградата, го спушти едното стапало на скутот, а другото врз главата на мечето и се исправи на нозете. А потоа до половина се прикачи преку оградата, висејќи како партал на колепката. Со тап удар падна врз купот меки кадифени играчки. Повеќето од нив ги доби на подарок од роднините за својот прв роден ден, пред неполни 6 месеци, додека некој ги наследи од постарата сестра. Се изненади кога тресна на подот, но не заплака. Ако почнеш да плачеш, доаѓаат и те враќаат во колепката. Со ползење излезе од собата. Скалите што водеа нагоре беа проблематични и ни се уште ги немаше совладан. Меѓутоа, откри дека скалите што водат надолу се мощни едноставни. Можеше да слегува по нив седејќи, тропајќи со задникот по тапетираниот материјал од скалило на скалило. Ја зеде својата цуца, гумената цуца за која мајка му веќе почна да му зборува дека ја надрасна. Додека го влечеше задникот по скалилата, пелената му се разлабави, па кога дојде до последното скалило, стигнувајќи во малиот ходник, каде што се исправи, таа му падна и остави зад себе. Му остана само пижамата. Скалите што водеа назад до неговата соба и до собата на неговите родители беа стрмни, но вратата што водеше на улицата беше отворена и го мамеше. Колебајќи се, детето излезе од куќата. Маглата го опфати како некој одамна изгубен пријател. А потоа, најпрво несигурно, а потоа се пообразо и со поголема самодоварба, момчето се одвлече по ридот. Кон врвот на ридот маглата беше поретка. Полумесечината светеше, не блескаво како да е ден во никој случај, но доволно за гробиштата да бидат јасно видливи. Погледнете. Да погледневте, ќе ја видевте напуштената капела на гробиштата, со закатанчената железна врата, зидовите на кулата обраснати со бршлен и малото дрво кое растеше од олукот на работ од покривот. Ке ги видевте надгробните споменици, гробниците, криптите и надгробните плочи. Ке видевте по некој зајак, полски глушец или ласица како бега, изрипувајќи од грамушките и бегајќи преку патеката. Ке го видевте сето тоа под месечината да бевте тука таа ноќ. Но може би немаше да ја видите бледата полничка жена која одеше по патеката покрај портата. А и да ја видевте, ќе помислевте како кога ќе погледнете повнимателно дека е само игра на месечината, маглата и сенките. Сепак полничката бледа жена беше тука. Чекореше по патеката која водеше меѓу наполу разурнатите надгробни споменици се до главната порта. Портата беше заклучена,
Зиме секогаш се заклучуваше во 4 часот попладне, а лете во 8 навечер. Железната ограда украсена со шилци обкружуваше еден дел од гробиштата, а останатиот дел беше затворен со висок ѕид од тули. Проредот меѓу решетките на главната порта беше мал. Спречуваше низ него да се протне возрасен човек, па дури и 10-годишно дете. "Овенс!" викна бледата жена, а нејзиниот глас сосем лесно можеше да се протолкува и како шушкање на ветрот низ високата трева. "Овенс, дојди да го видиш ова." Клекна и се загледа во нешто на земјата, кога зрак светлина се спушти од месечината и се претвори во белузлав маж стар околу 40 години. Тој го спушти погледот кон својата сопруга, а потоа погледна во она што го гледаше и таа, па се почеша по главата. "Господјо Овенс," рече тој, зашто потекнуваше од многу поформално време отколку нашето. "Дали тоа е она што мислам дека е?" Но се чинеше дека и суштеството што господја Овенс го наблюдуваше пред себе во истиот момент ја забележа неа, па откако ја отвори устата, оставајќи гумената цуцла што ја цицаше да падне на земјата, посегна по полничката дланка, како со сите сили да се обидува да се фати за бледиот прст на господја Овенс. "Ѓавол да ме се," рече господин Овенс. "Па ова е бебе." "Се разбира дека е бебе," му одговори сопругата. "Но што да се прави со него, тоа е најважното прашање." "Има и многу поважни прашања, господјо Овенс," ја одговори сопругот. "Сепак не е наше да ги поставуваме. Зашто ова бебе несомнено е живо и затоа нема никаква врска со нас, односно, не му припаѓа на нашиот свет." Доколку сакате да ја прочитате цела оваа книга, можете да ја набавите во Publisher.